Наистина е чудно како тој што ги поделил улогите не знае што му работат луѓето кои му се избрани на кастингот. Или се работи за тотално отсуство на внимание, или за тотално внимателно отсуство, за да се избегне товарот на одговорноста за кадровскиот одсјај, кој е на пат да избледне под налетот на безпредметен популизам. Јас колку што знам министер за внатрешни работи не е глумец за да снима спотови. Не знам ако тоа не беше он снима спотови лично, не разбирам. Кога Наке Чулев го сметате за артиста да снима спотови, тоа е во ред, ја не го сметам. Јас не велам дека Наке Чулев е главен глумец. Аха, не велите него што? Не станува збор за актер, туку за продуцент кому очигледно му недостигаат времењата во кои под режисерската палка постојано се снимаа исти вакви филмови, во кој наместо за оправданоста се говореше за допадливоста, а критичката јавност, како и секогаш, беше мета на непристојно однесување и на заканувачки тонови. Повели. Не ме влече. Те молам, повели. Ајде, да се разговараме. Ај сега, супер, против сите да идеш ти како сега? Како се понашаш така? Што треба сила да примениме се? Па применете што ви кажа. Повлечи се, те молам. Повлечи се. Ќе чекаме сите ме да мислиш. Па имаше говор. Кога после дебатот говори? Абе, оди таму сега, ајде да не се расправаме. Ќе се расправаме, тргни се таму. А простор за искажување на силата на државата и дистрибуирање на вистинската моќ на институциите не недостига. Но изгледа или не се знае како да го искористили се оди на линија на помал отпор. Иако, содржината на комуникацијските пораки кои се испраќаат не само што ја надминува границата на пристојност, туку користи кодови со кои генетски се посочува на една нација со брутална ксенофобија и радикален шовинизам. Сите фотели се нивни, затоа што како што кажа, се е спремено во нивната, однапред во нивната влашка куња, влашка завера. Она што го прави и светот со денешната мода, односно чипувањето на мозоците и измислувањето на вируси кои што не постоја. Тоа го прават и денешниве власти. Изгледа дека еднаш за секогаш е потребна сериозна имунизација против ликови кои прокламираат вакви вредности. Но не треба да се заборави дека мора да биде измислена и таква против полтронизам, за оние чии квази професионален ангажман не престанува, ама овој пат додворувањето е надградено и проширено со кроење на капата на најродениот Петко. Дали вие како министерство ќе предложите на владата секако финансиската ситуација дозволува на граѓаните да им се возможи бесплатна вакцина се цел за поголема имунизација на населението? И на крајот, до незиното изумување, модерната наука и технологија, најчесто, како и досега ќе се користи како алатка за убивање на злодевноста или за покажување на врвна култура на дебатирање. Додека јас зборувам, теоретизирам, господинот Величковски гледа во својот телефон, ја тоа не го правам. Тоа е воспитание и почит кон телевизијата во која си дошол. Немојте сега, значи, да не се лажеме. Штом слушам вакви теоретизирања, обично читам некои поинтересни работи. Тоа воопшто не е прокламација на интелигентно размислување, заради тоа што треба да следите за да опонирате. Претпоставувам за тоа сте дојдени тука. При соочувањата не е важно да има спротивставени ставови, туку едноставно да се има став. Незаинтересираноста може да представува само негово отсуство, што и не е грев, но не може да биде компензација за недостиг на трпение. И за оној што сака да се занимава за политика, нема ништо поважно од тоа да слуша.